Откако пред само неколку дена тврдеше дека е неблагодарно државните пари да се делат по етничка основа, сега отворено зборува како во владата ќе има голема дебата околу ова прашање. Вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики сега со поинаков став. Нема одговор ниту дали веќе се планира сума за овие субвенции во буџетот за следната година. Тогаш според министерот за економија Бектеши треба да почне да се реализира оваа мерка. Дали навистина на едно болно дете ќе треба да кажеме дали тоа болно дете е по етничка припадност албанец, турчин или македонец, па така да ги даваме по клуч. Секој едно прашање заслужува одговор, но заедничкото решение ќе го најдеме на масата во влада. Да видиме што се идеите на сите страни, на крај да ги прашаме стопанските комори, да ги прашаме синдикатите, да ги прашаме самите граѓани што мислат околу тоа прашање и да видиме кое е решењето. Додека се прави притисок врз приватните фирми да вработуваат луѓе од други етнички заедници со државни субвенции, 1300 така наречени рамковни кадри се уште чекаат да бидат распоредени. И покрај тоа што владата 3 години не успеа да го реши ова прашање, поранешниот министер за администрација Манчевски вети дека тие ќе почнат да одат на работа за неколку месеци, а ако одбијат ќе им бидат прекинати договорите. Сега Битики тврди дека е неблагодарно да се бара епилог по само 23 дена. Неговиот колега Артан Груби работел на ова прашање и што е најважно, не смета дека на овој начин нерационално се трошат народни пари за плати на луѓе кои седат дома.